Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван подпредседател на владата, Лјупчо Николовски, почитуван министар за внатрешни работи, Оливер Спасовски, почитуван градоначалник на општина Штип, Сашко Николов, почитувана пратенички Емилија Рамбалова, председателке на Советот на општина Штип, Маријана Рогожарска-Поповска, почитувани представници од Советот на општина Штип, почитувани граѓани, представници на општинската администрација, почитувани медиуми, драги гости. Не можам да ја сокријам мојата огромна радост и задоволство од денешниот чин на отпочнување со градба на најголемиот и најзначајниот капитален проект за општина Штип и моите сограѓани, изградбата на оваа брана на реката Отиња. Најпрво сакам да упатам огромна благодарност но најголем дел од присутните тука, кои што сте денес со нас, пред се на председателот на владата Зоран Заев, кој несебично се вложи и помогна оваа брана да биде реалност за граѓаните на општина Штип. Денеска е исклучително значаен ден за сите нас. Започнуваме со капитален проект кој беше најавуван децении и децении наназад. Секоја претходна влада и секоја претходна општинска администрација овој проект го имаше само како идеја или проект на хартија, но и на крајот неисполнето предизборно ветување. Но за граѓаните на Штип денеска оваа брана е суштинска потреба. Уште како кандидат за градоначалник на општина Штип во 2017 година знаев што значи повторно да се вети овој проект пред граѓаните на општина Штип. Но знаев и кои се препреките и со кои огромни проблеми ќе се соочиме при отпочнувањето и до отпочнувањето на градба на оваа брана. Но оваа влада и тимот од локалната самоуправа Штип покажа храброст и решителност. Потрошивме многу часови и денови, но со голем ентузијазам, енергија и верба почнавме полека да го трасираме патот на сегашната реализација. Се сеќавам на коментарите: оставете го тој проект, тежок е, комплексен е, никој досега не успеал ни да се приближи ни да го помести од мртва точка. Доаѓа и заменуваа локални и централни власти и пак ништо. Но да бидеме на чисто, оваа влада, начело со председателот на владата и оваа политичка гарнитура, целиот тим, покажа храброст и решителност. Изготвивме основен проект, се направија ревизија на проектот, студија за животна средина, изработивме детален урбанистички план, преку општината ги обезбедивме сите согласности од државните институции, за на крај да добиеме и поддршка од владата и да се обезбедат средства за изградба од државниот буџет преку Министерството за транспорт и врски и да добиеме одобрение за градење, за да можеме конечно да излеземе пред граѓаните на Штип и да кажеме: еве тоа е тоа што години и децении наназад беше најавувано, а оваа влада и оваа локална самоуправа денеска го прави, а тоа е започнувањето со градба на овој објект. Со проектот е предвидено да се изведе насипна брана во висина од 33 метри. Преградното место на браната на Отиња е тука, позади нас. Браната пред се ќе биде наменета за технолошка вода, за потребите на градот, за интервентно дополнување на водоводниот систем со сурова вода, како и за заштита од евентуални поплави. Во следната фаза ќе биде и место во кое штипјани, па и другите граѓани ќе го минуваат своето време за рекреација овде. Тука ќе обезбедиме нов развој на градот и нова реалност за Штип. Инвестицијата е во вредност од 306 милиони денари, средствата се обезбедени од буџетот на владата преку Министерството за транспорт и врски. Очекуваме за најмногу 2 до 2,5 години пред крајот на предвидениот рок да имаме завршен објект со што придобивките и бенефитот ќе го добијат сите граѓани. Почитувани присутни, успеавме и сите сме горди на овој успех. Но сега пред нас е нов предизвик. Искуствата покажуваат дека изградбата на ваков габаритен објект нема да биде лесно. Впрочем, во градежништвото и нема лесна работа. На терен не чекаат нови предизвици, но тука сме повторно сите заедно
да ги решаваме овие предизвици и овие проблеми. Силно сме посветени на реализација на овој објект. Браната за нас е приоритет, така и ќе остане и во периодот кој што следи. Убеден сум дека заедно со општината ќе се вложиме и повторно ќе се собереме сите на пуштањето на овој објект кој е суштински потребен за градот и за граѓаните. Би сакал уште еднаш да се заблагодарам и на поддршката на претседателот Зоран Заев, на вице-премиерот Николовски, кој тогаш беше министер за земјоделие кога започнавме со сите проекти и постапки, на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој беше во претходниот период и председател на владата во техничката влада и поранешниот министер за транспорт Сугаревски, на Градежниот институт Македонија, на ИЗИС, на службите во општината, на службите во Министерството за транспорт и врски и на сите останати кои помогнаа да започне со реализација овој објект. Почитувани присутни, внимателно ги следам и не можам да ги премолчам и критиките кои ги слушаме од опозицијата и нападите во однос на изградбата на овој објект. Искрено очекував да го поздрават почетокот на градбата на овој објект, затоа што е за сите граѓани, без разлика на партиската или било која друга припадност. Оставете ги партиските калкулации и математики за било кои и било какви избори, гледајте го интересот на граѓаните, а тоа е конечно да се изгради овој објект кој што е ветуван со години и децении. Денеска ние сите сме сведоци на економското зајакнување на целиот исток. Имаме градежна експанзија, како во целиот источен регион, во делот на патиштата и патната инфраструктура. Го изградивме автопатот Миладиновци-Штип, се градат нови експресни патишта кон Радовиш и Кочани, ја пуштаме во употреба делницата кон Пробиштип. Населените места добиваат нова комунална мрежа, со 70 милиони евра ги подобруваме локалните улици и патишта и градиме 450 километри локални улици и патишта во општините. Ова е резултатот од работењето на оваа влада предводена од претседателот Зоран Заев. Остануваме посветени, работиме за доброто на граѓаните и за просперитетот на државата. Уште еднаш честитки за граѓаните на Штип, честитки и да го паметиме овој ден како убав ден во кој што започнавме и да се собереме уште еднаш сите заедно да ја отвориме браната и да ја ставиме во функција. Ви благодарам на сите и нека ја со среќа.